Дали денешниве жени бараат проектче или бараат готов производ во мажи? Во денешно време многу е тешко од тројца мажи да направиш еден, а не па да стасаш, момци. а не па да стасаш до еден пакет од еден маж. Реално. Со тестостеронот вие како стоите? Убаво. Содржува дека така. И онако. Добро, Две са бајле едно навечер. од поновошни. Добро е. Дали денешниве мажи се под многу голем притисок? Се, ама заслужуваат. Ова тотално не ми се свиѓа, ама ќе прогледаме низ прст. Жените, мислам дека имаат автоматско подесување, апдейт да си направат во чекор со времето, а мажите уште вифите го бркаат. Па, сеньорита, ако таков е ставот дека се бара проект, па после ќе си го моделира како што сака, не бара маж пластелин, ба. Ама тоа не е мој После ќе се жали нек дека бил. Браво, брату, браво. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Бела Пац, Ладрија, Захарчев винарија, New Age, Лимак Хотел, Кенди, Антолог. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно, а денеска ќе прашаме каде се кријат мажите домаќини. Оние кои што имаат цела кутија алати дома, кои што мирисаат на маша, не на Дубај парфем, и оние кои што знаат да поправаат работи по дома, а нема да се пофалат на Инстаграм. А сето ова ни е поттикнато од констатацијата дека нема мажи домаќини како на времето. Денешниве домаќини велат дека повеќе креваат тегови отколку што креваат намештај, повеќе се поправаат себе си, односно работат на self-care отколку да поправаат работи и на крајот повеќе не зборуваат за кебапчиња и за пиперки, туку зборуваат за аминокиселини и за протеини. Факт е дека времињата се сменети, но факт е и дека она што порано било третирано како вистински домаќин, денеска се смета дека е токсична машкост. Па токму заради тоа денеска ќе ја разгледаме и машката и женската страна за на крајот да утврдиме дали мажите се виновни што жените не се мажат или пак момите ги бркаат урбаните домаќини. Почнуваме со една мистериозна гостинка. Вечерва со нас е жена од новото време, креаторка на содржини што секогаш предизвикуваат реакција. Обработува теми за машко-женски односи, но тоа го прави со шмек, насмеана шала, а за секоја шала има барем половина вистина. Нејзините видеа на Инстаграм не оставаат никого рамнодушен. Едни аплаудираат, други ликуваат. И сите среќни. Ја поздравуваме сеньорита Мистериоза. Добре ми дојде. Добре те најдов, Снежа. Така ќе останеш мистериозна без име и презиме? Да, Вистина? ако не е проблем. Добро. Кој е твојот статус? Зошто не ми кажа дека и тоа треба да го открија? А тоа секогаш пишува на Facebook, пишува и компликите да знам со кого си имам работа и од која гледна точка ќе ги нели ќе ги разгледуваме. Моментално е да кажеме дека имам некој во врска. Добро, веќе си компетентна да одговараш. Добро. Кој е за тебе маж домаќин? Па, во денешно време најголемиот маж домаќин е жената. Добро. И тоа не е нешто непознато, тоа е нешто со што се соочуваме во денешно време, што го гледаме се почесто и почесто. И веројатно дека вака ќе ти одговорев ако требаше да направам едно видео за на Инстаграм, меѓутоа реалноста, поточно моето гледиште и мојот став во однос на маж домаќин е се уште она стара дефиниција дека еден човек, еден маж што го држи семејството на куп, што ја има таа стабилност и што ја има таа сила да ја даде поддршка на жената за да сето биде така едно убаво склопено пакетче. Чекај да чујам, има ли аплауз за овој одговор?
Добро си. Океј, добро. Значи, дали е греф што жените сакаат партнерот, мажот или оној кој што ќе го одберат за да го земат, да биде материјално ситуиран? Не е греф, тоа е нормално. Тоа е нешто што треба мажот да го има, за да може да биде со некоја. Меѓутоа, дали е тоа сигурност или бараме спонзорство? Сега тоа сакам да ти кажам. Меѓутоа, многу битен момент е дека од друга страна реалноста вика дека не е тоа материјалноста што им е потребно на жените. Повеќе им е потребно мажот да биде стабилен, да биде сигурен и да го чува грбот буквално. Значи стабилен, да има стан, да биде сигурен, кога ќе вози. Во денешно време има и девојки, таква група на жени што бараат буквално спонзори и тоа е дефинитивно нивно право. И кои сме ние да им судиме, реално. Добро. Па од друга страна па има мажи што спонзореше ги нарекуваат девојките без да ги познаваат, а при тоа немаат ништо да спонзорираат. Видием шутоен боде, така ли? Мислам, реалноста е, ако ја согледам од повеќе страни, многу различни ситуации ќе ни излезат. Добро. Значи, дали денешниве жени бараат проектче или бараат готов производ во мажот? Во денешно време многу е тешко од тројца мажи да направиш еден. А не па да стасаш лично, момци. а не па да стасаш да еден пакет од еден маж, реално. Ама ајде да кажеме дека постојат и веќе целосни пакетчиња, значи веќе оформени мажи што цврсто газат и стабилно чекорат во животот паралелно со жената, и тоа е една многу убава работа, само кај да ги најдеме прашањето. Тоа е кај се крие. Но има и такви жени кои што сакаат да работат на мажот и знаеш, оние направи сам проекти и да се го моделираат според сопствените потреби. Тие. Ама почести се тие се вториве, нели? Вторите се почести од причина што жената си зема сила и ја има силата да го направи, а мажот се помек и дозволува такво моделирање. Постојат тие ни трети, тие нит се направен пакет, нит пак можеш да ги измоделираш. Тие се најлоши. Така. Тие нема спасо. Нив каков е, таков е, нит е цел пакет, нит пак можеш да направиш нешто од него. Добро, многу е чудно што многу повеќе жени се немажени отколку мажи кои што се неженети. А викаш не се комплетни пакети, не се... Многу е почудно што жени повеќе се немажени отколку мажи што се жене. Па зашто жени да се попаметни. Добро. Океј. Ајде, ако жената денес сама заработува, сама вози, сама одлучува, зашто и треба мажот? За ништо, за да ја нервира. Зашто може да и треба? За ништо, што... Каде е љубовта? Каде е поддршката? Вистина, во права сте, мажот не е слуга на жената, па да ја биде потребен за сите овие работи што ги наброи. Мажот треба да биде сопатник на жената и покрај тоа што една жена вози и сама заработува и има све да се дозволи, потребен е тој некој душевен партнер со кој што ќе чекориш и ќе остваруваш во животот. Така да не е дека мажот е потреба на жената, него едноставно тоа е нешто без кое не можеме колку год да се шегуваме на нивна сметка. Добро. Сега исто така постои една констатација која што вика дека со текот на годините жените некако еволуираат и напредуваат. Но дека мажите не го следат тој чекор и заради тоа некако им е потешко за да можат и да се разберат со жените. Дали тука нешто држи вода тоа или нема? Скроз држи вода. Значи жените мислам дека имаат автоматско подесување апдейт да си направат во чекор со времето, а мажите уште вифите го бркаат, па не можат да се не знаат нит кај се, нит што треба да прават. И тоа е нешто мислам што модерното време го наметна.
една жена толку многу брзо да се прилагоди, да се адаптира на ова ново модерно време што го живееме, а од мажите од друга страна па многу поспоро, побавно им иде адаптацијата на тие промени. Зошто? Заради тоа што ние жените тоа го правиме или навистина? Зошто? Се Може би повлекуваат од типот, добро, ајде, нека си тера. Или им е полесно така? Или може би премногу работи се очекуваат од нив. И да се прилагоди на тоа ново време, и да биде емотивен дома со жената, и да биде маж во куќа, и да ги прифати и новите работи во ова време и да се задржи кон традицијата кон која што... Дали денешниве мажи се под многу голем притисок? Се, ама заслужуваат. Добро, ова нека биде твојот завршен збор сега. Ти благодарам за овој дел од разговорот. Сега тебе ќе те ставиме за да гледаш што ќе одговорат мажите на овие исти прашања, па после тоа ќе ве соочам да видам како ќе излезе на крајот и кој ќе биде победник во емисијава. Може? Може. Добро, дајте ги момците. Тој е Никола Тодоровски, актер, стендап комичар, човек кој знае дека ако не можеш да ја смениш реалноста, можеш барем да и се изнасмееш квалитетно. Тие се Филип Арсовски и Ненад Пантовиќ. Филип е тетовиран, нутритивно едуциран, дисциплиниран, кој во исто време гради и тело и бренд, паралелно и безкомпромисно. Предводник е на новата генерација млади бизнис сили во земјава. Оние што не чекаат тренд, туку го создаваат. Ненад ја чува традицијата на семејните собери, но живее како вистински урбан домаќин, со стил, став и визија. Тој е собственик на најпознатиот бренд за машки одела Померка, каде што секоја одело е создадено да ја носи приказната на човекот што го облекува. Па, момци, добре ми дошле. Добро. Како сте? Таму беше полесно или овдека вака кога ќе седнете? Не, вака не е убаво со тој феминистички диалог, па сега и седнете тука кул пукани зајци. Да. Ова тотално не ми се свиѓа, ама ајде. Ќе прогледаме низ прст. Јас не ни приметив дека диалог беше, ама... Да, монолог. А тука сте за да За да бидеме жртва на системот. Не се дебатира така, прво едно па други. Ама да ги слушнеме двата става и потоа ќе дојде ќе ни се придружи и можете, ако смеете да ја кажете Ние во живо. сме джентлмени, секако добро дојде. Джентлмени. Да почнам прво со домаќинлукот. Порано се викало да биде вистински домаќин, леп во куќе да носи. Јадеш ли леп ти како домаќин? Не ми се ова. Од денешниве мажи? Се има модерни лебови, без брашно, без јаглен хидрати. Има еволуција во времето. Така, значи јадат киноа, јадат ориз, јадат некакви Тебе ко тие протеински. што не најави на почеток. И се тука, кола стрела јајде сега. Ако кажуваме да ворете, Не, кажи јадеш леп, кажи јадеш леп. Ако е да, само направиме вака, дај му знак. јадиме леп без леп, како што рече. Без брашно. Без брашно, без леп. Само со леп. Добро. Да тргнам со прашањата кои што ги поставив, значи на сењорита Нежно, Мистериоза, ако нежно, да. милувате. Ама чекај тебе прво да те прашам. Во еден Ете, стендап. Браќа, уживајте. Со тебе. Ајде. Така е. Дојде на Охрид, скапнате, влезете. Плати смештај во Скопје, што полошо може да ми се деси. Имаш ти во еден твој стендап изјава дека море, ќе снема тестостерон ни за лек, ни за адет Точно. ќе нема. Да. Не интересира ова да го кажеш зошто мислиш така. Зошто фразата токсичен тестостерон е прилично честа во етерот, ќе се согласиш? Не. Не се согласуваш дека е честа фразата? Не викам дека ја поддржвиш или не. Добро. А мислам дека станува збор само за еден обичен хормон кој што не сме го измислиле ние, така да си постои. А зошто ќе го снема? Заради вас или заради кого? Не заради нас, модерно е да сме што порафинирани. Така. Да. Добро. Со тестостеронот вие како стоите?
Убаво. Содржина дека И онако. Добре. Две са бајле едно навечер. од поново снимај. Добре. Добро. Ајде да ја дефинирајте, значи сењорита дефинираше маж домаќин, односно маж за во куќа, а инаку според една студија која што ваква е студијата што работи на промовирање на здрави модели на машкоста на Балканот, 70% смета појако на Балканот. 70% сметаат дека мажот треба да биде јак за да биде подобен да си го земеш дома. Под јак се подразбира, нели, да му држи зборот, да му држи ставот, да му држи раката, нели? Да сврши тешки работи, така. И затоа ми треба сега дефиниција од вас, значи што е тоа маж да биде за во куќа подобен, да може да држи куќа. Прашањето е дали се согласуваме со ова дефиниција. Јас мислам дека не е лошо да е некој јак. Исто така и свесен како ја користи јачината. Зашто мислам можеш БМВ да имаш од 300 коњски сили, ама ако го возиш пијан не е многу интересно. Не. Така, а не е лошо да имаш БМВ од 300 коњски сили. Вум. Тоа ми е следното, другото прашање Пример, за мислам. материјално. Добро, ти се согласиш. Да. За тебе што е дефиниција, да речеме, на... Да прав домаќин? Да. Па, дефинитивно, маж кој што пред се поставува заштитнички према неговата фамилија, е финансиски стабилен, секогаш е поддршка и стоп на фамилијата, кој што тоа што го напомена, тој е тој кој што треба да го донесе левот, да, но и тој е тој што треба да биде испочитуван и нели да го има мирот во куќата поради тоа што се труди го прави не намерно, него пошто тоа му е улогата да биде маж, нели? Така да генерално се сложувам со сето тоа што го прочита. Добро. Кај тебе И како јас е? се сложувам до негде тоа што го дискутиравте, меѓутоа многу остро навлеговте у некои работи. Мажот треба да е маж и треба да е столб на фамилијата, да биде џенталмен, да заработува за цела фамилија, меѓутоа тука у такво општество кој што треба, не токсично како што у денешно време, жената треба да му биде поддршка, а не мажот да заработува и све да прави на ногти на фризер да е главна преокупација. Ама она тоа го прави за вас. Не, многу измешан. Треба да го прави тоа, меѓутоа граници на нормала. И жена без обврска у животот е темпирана бомба само за себе. Како е таму Охридска во крило, шо вика? Во однос на ова, многу Одиш ли? сериозен стана муабетов Па наеднаш сега, ме венди. да не бидеме. А ти си дојден за да кажеш дали е добро или не? Океј. Прво во старт е преако дека зборуваме вечерва за предрасуди, а во старт е клише формулацијата за маж. Мислам дека е прекрасен момент, доста потентен момент. Така да Што е за тебе дефиниција за маж домаќин? Еве по Охрид како се дефинира? Да има кајче домаќин ли е тој? фиксно. Кај ќе преспие ти на Плојцика ќе го избрке од Без дома. кајче, плојцика ќелој. Со платно или бесплатно? Апсолутно бесплатно. Бесплатно, Да, добро. D-витамин појќе се добива така. Добро. А маж домаќин Се сметаш себе си за маж домаќин? се труда. Добро. Мислам дека не сум релевантен јас да кажам дали сум успеал или не. Треба сопругата некојаш гостинка да е во емисија. Ама што ми имаш сопруга, значи веќе си успеал. Фиксно да. Апсолутно. Имам сопруга и кредит имам земено. Се чувствувам прилично успешен. Малце обелев, болки во кичмата се уште немам, значи остваруваме, што би Добро. рекле. Имате кутија салати по дома? Апсолутно да. Добро. Да? Ја поема немам ништо со алат, да ти кажам. Ништо, стварно ништо. Што е насаден клуч? Насаден поема не. Ако сакаш ќе ти ја дадам мојата кутија. Ти имаш кутија? Да, нормално. Добро. А Ама не е се дозволено. враќаме на првото. Да. Ние вака не смееме да дофрламе, ние Ќути со мимики а сега и со кажувај. микрофон, со све. Пиши Да, му бе, на да. Инстаграм. Ако бе, да бе, баш така. Денес како ме погоди, Абе, значи таква ни е идам државата, не е добро. Не сме од цел ден со мајстори со работа по дома, за жал мажи бе. А си инсистирав да се жени мајсторите, ќе беше триш позабавно, ама не сме толку развиено општество. Да прашувам што е инбус? Не. Имбус, Што е јас знам инбус? што е имбус. Што е инбус? Па како штраф цигером имбус има со 8 краци. Не, тоа е во форма на буквата Л, нели таков клуч кој што Не, ама има и што се Со шест надава на краци. штраф цигеро, тоа сте ти На не си ги видела самиот овие имбус има напред да модерни. ти кажа со 6 агли.
Имбус Кога сакаш штрафцигер, кога сакаш имбус. А фазомер, знаете што е фазомер сега да не биде? Да, бе, Што не е сме до фазомер? толку се. Што е? Ако Ако за да провериш кога има ефтина струја. Добро. И уште да ми кажете што не припаѓа овде, за да знам дали знаете да поправате работи Ајде. по дома. Што не припаѓа тука? Сифон, дихтунг, манжетна, гуртна. Филип, што не припаѓа? Само кажи ми едно, а после и вие. Слични ми се некако вие за одвод, довод, тука нешто за цевки, ама Што не припаѓа? Добро, ако мислиш манжетна, има таков дел исто и во кола. Така да манжетна може да е и за облека, ама може да е и дел од кола. Има манжетна и за кола. Иначе другите се едниот сифонот така за Еден треба да е одвод. натрапник. Па Не припаѓа едно, ама не припаѓа тука. сифонот нека го јајте. Секако ќе се затни некоја што фрлиме, исто, така сифон. да Стварно? Да. Не. Кој? Знаете кој не припаѓа? Кој? Гуртната. Гуртна. Заради тоа што вака, сифон, дихтунг, манжетна, сите тие се дел од водовод, а гуртната е за кочница. Дихтунг има Ова и со во ChatGPT го направи. автомобил. Не, прашан. Чекай, Прашан. Снежа, ја ти кажам, ова денешно време сака да заработува мажот, да биде столб на фамилија, да вежба, добро да изгледа и водовоđија да биде. Па не може водовоđи, има на телефон си се јаваш. И да Ова е нема гуртни, да капитализам. не е стоп. Ама колата негова со плочки, може затоа не знаеш што е гуртна. Ама такви биле, значи, и старите домаќини, Ама и знаеле. жените биле други, остајте се. Какви биле жените? Ајде да Па кажеш стари какви домаќинки. Домаќинки, бе. Мажите, домаќинки биле, седеле дома, меселе леп, се грижеле за семејството, за Ама вие мажот да биде престанавте да среќен. јадете леп и они немаат зошто да го Има се, месат со- леп. Ја јадам Ке леп. касниме, брашно, колку ќе да се одсрамиме. Ке прикасниме, не е проблем. Добро, бај да јадеме леп, брати назад. Дури и ногте ако се најдат пластично во лебот како на Василица ке е, како паричката. Неколку е. Ако ти Никола. Да си замислам желба. Добро. Уште една прашање кој што го поставив на сенјорита Мистериоза беше муабетот дали е грев жената да посакува мажот да биде материјално ситуиран и дали во суштина станува збор за потреба од спонзорство или потреба од сигурност. Ајде, Филип. Јас се слагам со тоа, треба и материјално Добро. да биде способен да носи за фамилијата и за семејството. Меѓутоа зависи и жената како ќе се однесува и што очекува за возврат од тоа. Факт е дека живееме у време на трансакција, све е трансакција тоа. Значи се слагам до одреден степен со тоа што го зборевте, меѓутоа и жените малце тоа го злоупотребуваат. Знаеш, кога ќе го добијат тоа, после си гледаат тоа што кажав. Маникирот и педикирот. Да, ништо не ги занима. Знаеш што е проблемот? Не е тоа проблемот. Ја немам проблем така да биде. Меѓутоа, после од досада, пошто све е овозможено, почна да станува анксиозна, иде на лекарства и така дале и е токсична само за себе. И после таа токсичност, Автотоксична. Да, и после таа токсичност сака да ја пренесува и уствари на крај, најпросто кажано, жената треба да биде подршка на мажот. Женет ли он? Не. За тоа така збориш. Ама Ајде ти. се слагам дефинитивно, не се слагам дефинитивно со тоа што го кажа. Да, мажот треба да е финансиски независен и стабилен, ако порано, не знам, уште пред илјадници години, значи бил тој кој што нели идал ловел, носел дивеч, се грижал за храната, носел дома и придонесувал. Ти тоа и денеска ти го правиш тоа. Да, го правам, ама сакам да кажам дека на некој начин тој што знаел да лови, тој што бил способен, тој што бил јак, нормално било да нели жената има симпатија повеќе кон таков човек, пошто на некој начин имала сигурност и така натаму. Денеска еве тоа е со финансиска, нели, независност, финансиска слобода, подршка и така натаму. Сверно се сложувам и со Филип дека не зборам конкретно за мене, фала му на Господ, супер ми е, меѓутоа има многу примери кои што знам дека тоа е проблемот каде што све е пружено на некој начин и тоа е злоупотребено каде што нема ништо за возврат А на... здисуваат Ни сакаш да жената кажеш. не е крива да не биде дека јас ги напаѓам, него тоа е едноставно досада. Ти кога Да, немаш да. обврски у денот, затоа кажав треба да има некоја обврска. Тоа не значи дека треба да работи или не знам да ринта како мажот, не воопшто. Меѓутоа да има занимација. И тука Да се си надовршува. плете, да знаеш си ова, везе. Не само тоа, Не, како сега го тие гледам. се старомодни. Да, Занимација, нешто пример, ти така. у бизнисот не знам со што се занимаваш. Небитно да ти биде за одреден момент да има некоја она обврска, подршка. Пример само Ајде, извине се да, да. доврзам во оваа ситуација. Пример преска спомна Фичо, жена без обврска или било што. Не значи ако не работи дека нема обврска. Чувањето на деца, јас зборам конкретно се за мојата Да. сопруга,
Тоа е сериозно, истоштувачки, исто како да работиш малтене и 12-13 сати. Ти идеш примерно на работа, завршуваш, да, си ги носиш проблемите дома, имаш оптоварување, меѓутоа ти да си фокусирани само на децата, да си, значи тоа е сериозна работа која што стварно е започет, Ако не и тие што потешка. се посветени мајки. Затоа што двајцата ако бркаат кариера во одреден период, кој што на децата највеќе им треба таа поддршка, мислам дека тука веќе затоа е све момент на партнерство и момент на нели секој да се знае што придонесува за таа заедница. Така? Имаш коментар? Мислам дека богатството е прекрасно да си има, ако не се раководи како што треба, мислам дека секој може да го фати квасецот и да му власа, така да вака да се изразам. Габи да фати. Да, габи да фати. Габи да Така да, мислам дека режим чисто превентивно, например, некој рандом четврток, денес не може, еди си шо, за да има интеракција по дома, да не е Така. све unlimited. Знаеш, за да е следниот викенд малку како на промоција, да речете, леле шубо. Дали жената е поголема реклама за мажот или мажот е поголема реклама за жената, вака кој на кого му е реклама? Вака сега е како пакет производи ги гледаме. Купијата земјата. Мислам дека жената е вака, пошто што би рекло вака модерното маркетинг општество word of mouth matters. Добро. Значи мислам дека жена ако го кажи посекси ке е. Така? Да. Значи жената е така што му е реклама на мажот. Ако речи на пример, улеле маш ми готово сите се потресени. Така. Ако речиш ти, олеле жена ми, другарите ги ти речат смири се брат. Ворете. Добро. Го мислев и на тоа, нели, кога се избира партнерката во суштина, нели, колку е поубава или било, дали е успешна, дали таа му дава поголема вредност на мажот или обратното, значи Жената дефинитивно. жената дава поголема вредност. Кога не треба, кога е поуспешна. Па Не Ако поуспешно. е успешна, да, дефинитивно. Не збориме за успешност, него реклама кој ќе А за се реклама, да. Дефинитивно е огледало на нели на успешен маж, ако жената е на некој начин погледало на мажот, тоа значи дека мажот е доста успешен. Така. Добро. Јас ги гледам како принцип на сврзани садови. Добро. Значи, сега, ако е пополно кај едниот, ако се поврзани како што треба, мислам дека ќе се изедначи. Нормално дека ќе имат шопинг во меѓувреме, ама ворете. Добро. Спомна нели да биде жената зафатена, една од зафатеностите кои што ги имале порано, па сега да речеме на оние стари домаќинки, било готвење, тоа е сега. Во денешно време многу се оспорува тоа, демек жената треба да готви, аман што вие со тоа готвењето, па не знам да готвам, нели? Сега дали тоа е основна човечка карактеристика, значи да жената знае да готви, или пак тоа е нешто наметнато од општествено. Па не мислам улога, дека не знам основно, како. може и мажот и жената да готват. Добро. Може и заедно да се готват. Пример, жената си има одредени јадења што ги прави мажот, други. Па тоа е поделба, кажи му дека така не функционира. Не, фамилијата. све е поделба, за мене мора тоа Дупла тим да работа. биде И ако па постои. дупла работа. ама тим ако е, да. Само Дефинитивно. тим, друго не прифаќам ништо. Значи не бива се едно за тебе, едно за себе. Има да го јадиш тоа што она го сготвила за себе. Не е за Да готвиш, себе, да за ќутиш. себе. Јас зборам заедничко, пошто поентата на заедница е тим. Така, само што кроз време си изгуби значењето. Ако ќе ми кажеш кога ќе се ожени, ќе го викнеме пак и ќе му ја Па пуштиме истото ќе го емисија. мислам, нема да мислиш дека ќе. Ти се сменило ли тебе размислувањето од кога си влегол во брак и Па, генерално јас сум знаел со кого влагам во брак, ние сме долго време заедно и сме имале некои заеднички слични размислувања и вредности. Така да, за мене е битно да некој нормално готви дома и многу повкусно и побавно е момент на собирање на сите заедно, на така една традиција и убав момент и спомени и за децата понатака. Меѓутоа, ако некој не знае да готви и може да си приушти, и тоа е прифатливо, али за мене лично ја повеќе ценам да е нели домашно сготвено, дали ќе бидам јас или она. Не битно. како е кај тебе домашно сготвено или? Се трудиме често да е така, пошто имаме 3 прекрасни диносауруси. И мислам дека многу прав се крева во модерното општество за тоа кој ќе готви и кој Да. што ќе вакво. Мислам дека е корисна вештина. Зашто може да ти се случи ти сам да останеш во животот, така да. Пример велиме, не дај Боже. Не дај Боже, помести се, да. Не дај Боже, ама мислам не мора нешто лошо да се деси, и не знам зошто толку
фама околу тоа кој ќе го сецка морковот и брокулата. Кажи кога последен пат беше во кујта, пошто не ми стоиш како да влагаш во кујта. Апсолутно секој ден. Опа. Доказ. Ако може и крупен, ве молам. Од морковот. Може и од пегла да му се вади. Не, од пегла овде ми е. Строго на срце. Плескавица. Така да, не е толку фатално, мислам, убаво е двајцата сопружници да ја владеат таа прекрасна вештина. Сега нормално дека некој би имал повеќе како и за се во животот, повеќе интерес или повеќе талент, тоа не значи дека треба да е жената вкуина, мислам. Не, затоа што сегашно во време, сакам да кажам, дека дури и понижување име. Значи, знам такви девојки на кои што има она сега ја ќе му седам и ќе му готвам, нели, што мислам дека не треба така. Мислам дека е глупаво и за мене готвењето прво што е нели основна вештина, така, но мислам дека многу повеќе е давање љубов кон семејството. Апсолутно, да не е така, немаше да има ресторани со, не знам, Мишелин звезди, state of art, мислам, уметност не е само... Оти сте толку скапи, море у Охрид да прашам. Сега ме чепна на неубо место. Извини. Значи, гледај, мала дигресија. Сакам да им објаснам на прекрасните луѓе кои го населуваат овој град Скопје. Не се сите скопјани нормално, има и од разни други места. Да ви објаснам, почитувани дами и господа, дека ние, охриѓани, ги јајме тие цени цела година, значи. И не е една недела, како што си мислите, и после... Nope. Така да. Нема онака, јас сум охриѓенец. Картичка, брат, од Охрид. Добро. Одам понатаму, значи, викаат дека денешниот маж нели има притисок многу повеќе од било кога, значи во времето претходно, заради тоа што нели неговиот притисок е да биде успешен, да биде присутен, значи тоа значи да биде присутен и по дома, да биде присутен да ја слуша и жената која му збори, нели, да биде духовит, нели, да биде емпатичен и при тоа никако да не се жали. Да, дали е така? Види, ако не се сите тие работи што ги набројавме како очекувања и задачи во различен временски период, станува збор за шизофренија. Не можеш да си присутен и успешен истовремено, да си на работа и дома и да ја слушаш, ама малку да, ако може ти да подизлезиш за да здивниш. Да, мислам дека е too much of a challenge. А инаку не е лошо да се биде под притисок, зашто под притисок се прават диаманти. Така ли? Така да, се сложам. Експенсив. Добро, ќе додадете вие нешто? Дали се чувствувате дека општо нели денешниве мажи дали се под притисок затоа што тоа? Види, ја не верувам притисокот сам на себе си го задаш. Не може општеството да ти зададе притисок. Ти живееш за општеството или за самиот себе? Ама жената може да ти зададе притисок. Жената може секако, ама ако е вистински тоа што викам да биде заедница и тим нема да ти биде притисок и ти биде подршка. Ама ти не знаеш она која има PMS како е. Па добро, тоа недела дена не ќе калкулираш. Не календари знаеш кога да се клучиш, тоа нема тука. Кога да избегаш од тоа? Добро. Ќе се снајдеш ти. Извини, да, окей, се разбира. Тоа е моментот кај што треба да ја слушаш. Така, да, и тоа само повторуваш. Ако нема што да кажеш, земаш стетоскоп, барем пулсот и викаш во ред. Добро. Добро, колку од вас би земале родителско отсуство, а без при тоа да бидат осудени дека нели еве женче си, женати ти вика да земеш породилна. Има и за мажи породилна 3 месеци трае, тоа е. Мислев дека го укина. Тоа. Не? Како? Језиво, срамота. Зашо срамота? Машко да зима отсуство за породилно. Па да и помага на жената. Жената нема да може само порано. По 3 деца ги гледале, ги правеле се едно дете да не може да се снајде. Тоа е начин неспособно. Така? Да. Добро, а она не е лошо да си присутен дома, ама не мора да се класифицира како породилна. Прво треба да родиш, за да е по
Родилно. Добро, родителско Сами од- Не, отсуство не е иде тоа, нели? никако. Не, нема Биолошки секако дека е потребно да е мајката дома. Да, Не, у законски 75-та пример, Па постоело. немало во 75-та, затоа што По не сега биле го така измислиле со гледани денешно мажите. тука со феминизам и со маживе кој што не да. нападнавте на почеток. Не сум нападнала. Значи тоа се само гласови кои што ги собирам и кои што Све се е тактички, не знам, ама Значи ако не не би се земале дали. такво родителско отсуство, вие не би го Не, правеле не тоа. се слагам. Пошто жената Не. ќе се снајде и секако мажот и после работа може да помага. Значи, ако работи, не значи ако работи некоја фирма, тоа значи дека иде 8 сати на работа, не работи Ама по ако цел си има ден. собствена фирма и не може Јас да знаеш го Чекај, од сам себе Ајде. ќе си зима породилна. Па не, види како гледам Ајде. ова. Сега ако пак преска кажав, не може едно со друго. Ако еден брка кариера и стварно успешен, ако жената стварно има добра кариера и успешна едно друго, мен не ми е проблем да ги чувам децата. Ме сваќаш? Се слагам, меѓутоа ова е исто и Сега на ако бркаме почетокот. двајцата кариера, Не, и не, сега тоа не кој што може. ќе Значи, пречи да или само жената е подршки и се грижи за домот поише, другото исто не доаѓа у предвид, ама секако по-логички е реално. Да. Дали жената да биде таа што е посветена, А, ама пак тоа ќе кажам, зависи од ситуацијата. Во кои одлуки мажот треба да се консултира со жената, а кога не би требало? Во бизнис одлуки, во преземање ризици, во инвестиции, во пријателства, избор на автомобил, избор на фризура. Кога треба да се консултира со жената и никој кога од не? наведените, ја мислам. Освен един Пиши писар, пропало. ако зна, пиши пропало, фрли листот. Немаш стаж, се осеќа. Се осеќа аматерска Не, ништо грешка. не бе. кажам, ја мудро се смеам, само нека хи, ама на Ако, пола сум, на Филип, пола сум. на ако. пола. Од број 1 за фризурата. Значи, дали треба, ајде Никола сега, ќе така ќе идеме поред. Ајде, поред, Никола, дали да. треба жената, дали треба ти да се консултираш со жената за избор на фризура, да или не? Апсолутно, да. Нема многу опции кај мене жената. Ама се консултирам од едно поштовање. Добро. Околу изборот на автомобил, дали треба да се консултираш со жената или не? Не си се консултираш. Не, па не, го купив автомобилот пред да се консултирам И што ти рече? и реков, Злато, вум, ти значи нешто. И ми рече, шо? И реков, не е битно, убое време во. Добро, за изборот на пријателства. Треба ли да се консултира? Зошто да се консултира било кој со било кого за изборот на пријателство? Па не знам или да кажеш што мислиш. Освен ти, ако не обој- планира да оствари пријателство во темен парк со некого, не е паметно. За пријателките дали? За пријателките дали треба да се консултираш? Нема поубаво друштво од пријателките. Се консултираш ли со жената ти За пријателките мои? Да. Јас едва и чекам да се здружат. Добро. За инвестиции Паметно е да се консултираш. со жена. Да. Зошто? Ќе кажи некоја скриена клаузула во договорот, пој ќе пазите вие жени. Добро. Добар Ама ти си. више тоа значи дека више си пред потпишување на договор. Си се договорил? Не, договорот е дома, не е потпишан, се консултираме, снеже. Како во правна фирма, прво жената и после адвокатот, ако го имаш, ако не, жената е Во доволно. однос на преземање ризици, дали да е тоа за некаква активност, за некаква акција, нешто што е ризично да речеме. Не знам, може би некој настап, може би Ризично од типот банджи джампинг ризично. Па и тоа или- нека иде како сакаш. Ај. Ако се консултираш за тоа, нека се деси. Не, а за друго за преземање Плашлива е ризични? мојата, затоа викам. сега, Например, јас некаде да е, не е инвестиција, туку, например, не знам, на берза да купиш нешто. Тоа е пак ризично, нели? Дали да ги купиш Па ти добро, акции, тоа не? спаѓа во инвестиција, треба да се консултираш. Треба За да се такви ризици, да. Добро. Во однос на бизнис одлуки, Да, реков да. да, значи све што се апсолутно. однесува на бизнис, значи преземање све. Сврзани садови, рековме. Добро. Да не тоа. се Собираш побивам, поенчиња таму? да не се Да, Шкртка собирам, поенчиња, после ќе да. направи анализа, И ќе кажа, Дека го моите дава гости листот. така После ќе ми размислуваат. речи двага си во хороскоп. Се планетите ќе А во подзнак коректен. Познак коректен. Филип, остануваш Си на останувам на до тоа што муавето го дека кажав. за ништо нема да се консултираш. За ништо, да. Со овој став нема да се женит за брзо. Добро. Не ни планирам, искрено. Знам, Кога- затоа на што најмногу, каде најмногу ќе го здоболи и што мислиш? Кој ќе се жени? Да, со од овие сите, која нема да се консултира. Ако има деца, мислам дека несоница ќе го изеди. Фикс. Него колни. Делуваат аматирски во Нема однос него на спиење. колни. Види колку е наспан. Види колку е глоси.
Ова е ретко наспан човек. И мислам како позитивно го кажувам. Браво. Браво. Добро. Ајде, Ненад, да Што те почнам. интересира? Ајде ќе По ред, почнеме. значи, ајде, дали треба да се консултира мажот со жената во однос на носење бизнис одлуки? Не. Зошто? Апсолутно Така не. му дојде. Се за мојот бизнис да донесувам мои одлуки. Глупост. Не тој, неизини. А не извини, да. Во однос на незин бизнис да се консултира со мене. Не. Што Викаш конкретно? за твојот бизнис. пинг-понг бе си прават, како Не се им вика одговара, како да бе, врти да, За не пинг-понг. она, се она да ме праша мене за незиниот бизнис, шо? Не, за твојот бизнис, она Не. да донесе, да ја консултираш за одлука, не. Апсолутно не. Па може нешто паметно ќе ти каже, бе. Не. Не дека не е паметно, меѓутоа не е таму местото. Во однос на преземање на ризици. Ба, Ризик некаков, не знам. Можам да ја кажам што планирам, меѓутоа јас си го преземам ризикот. Доколку не ги за сега, мислам доколку не наштетувам на фамилијата. Добро. Во однос на инвестиции, значи нешто што планираш да инвестираш, ќе кажеш, ќе се консултираш дали треба да, не знам. Не. Стан. Можам само да ја кажам што планирам. Ако га е во прашање инвестиција, да речеме некаков стан, дуќан. Па да, тука во тој оддел, Тоа, да. нормално сега ако планираме, не знам, некаква си фамилиарна, да кажам, инвестиција во делот на, не знам, ајде купуваме Така. викендица, куќа била, нормално, да. Добро. И ќе ја послушаш ако на пример нешто премногу ти се допаѓа и ти си решен да ја купиш, дали би ја послушал доколку она рече не сакам. Доколку каже нешто паметно, јас за све сакам да има аргументи, релевантен фактор. Ако нешто кажува без везе, онда не. Не. Учиш, Филипе? Знам да сослушам, меѓутоа за све Не, барам се факти и слагам, аргументи. сега ги разглавате подетално. Во однос на избор на пријатели, дали треба да се консултира со партнерката? Во какви пријателства? Па, И по пријателства, рече не по темни улици, пријателства, значи. За некој одредени за више кој ако што... си ги одбрал тие да ти бидат пријатели и она да ти биде жена, значи тоа на некој начин се вклопува како заедница некоја. Ама се менуваат луѓето? Па тоа ќе и согледаш сам. Не може жена да ти каже дали се Она менува може некој. има поубави очи, појасно гледаат очите? Па, Од подалеку, ти си секој ден со нив. добро, да, може сугестија. Ја не кажав се, али не е слепо да Ке се слушаш за... жени. Не, Филип, не, ќе ти поставуваат прашање дури не хиксниш, брат. да, сега... Се води, така да. Прво обличи, сега детално. Добре, види, јас сум златна средина. Да. Она е екстремно Јас ваму, така. тоа Па е чекај, екстремно таму, ја повика тука. и пријател помош. Добре. Добро. Завршиме за пријателствата? Не би се консултирал. Или Добро е, Зависи сугестија, сега, ја прифаќам збориме сега за сугестија. нови пријателства, сега треба, не знам. Еве Никола да ти биде пријател, ти се јавиш. Не, не, глупост е тоа. Ти што ќе Консултирам кажеш, за може пријател. со Никола Може да се дружам. Вечер пиво, Абе, неке... не, Ке ме пуштиш на кафе. Кој бе тој маж што се консултира Абе, со тоа жена му за маш ли ја не пријателство? се... Ало, злато, ама важна утакмица е сонце. Па немој со тие да се дружиш, Знаеш тие се колку има апаши. средна да те вредност разјубават. IQ? Или, например, знам жени што не им даваат да се дружат со оние што идат во теретана. За да не го направили него така убав и после... може Да го земат? Ама тоа е посесивност. Тоа е веќе кој што кажа братот пред. Значи таа сака да се запусти, да стане couch potato, за да ја Ама неизе. И постојат она да такви гледа мажи жени, у теретана други. ама постојат такви Ајде. жени кои што сакаат да им се запостават Постојат мажите. секакви екземплари Е, па на планетава. да. Затоа реков да не се дефиниције како за на Ајде да Википедија. видиме избор на автомобил. Да се консултираш со сопругата или не, со партнерката? Зависи кои се приоритетите. Ако ти треба фамилиарна кола, може да се консултираш. Ако ми е некоја кола која што сакам си ја купам како Dream Car екстра, не би се консултирал. Меѓутоа, од аспект на можеме да правиме ова тоа, би спомнал, иначе не. Ја. Се слагам на таа тема, пиши исто. Ама гледај, се доближуваме, се доближуваме. Не се доближувам. Ајде. Може и- дигресија една мала. Ајде, Јас една еднаш дигресија. намерно се консултирав, сакав да си купам скејборд. И се консултирав намерно со сопругата, зашто знаев дека Абер нема тот скејборд и ми рече не прашај ме. И Сакав да и вратам, пошто не ме пушти на пиво со другарите. Оф, добро, ти си. Одмазда беше. Ако. Сладка. Скејборд. Добро. И изборот на фризура, дали се консултираш или не? Не. Само кажам што сакам да направам промена и тоа е тоа. Планирам, да. Добро. Пример, со исто со коса, пример коса не сум имал дугачка никад. Добро, и ти рече, окей, ти е... Не, пред ми рече не се глупира, јас си го направив својот, и после добро ти стои. Значи го кажа како соопштение за Не, јавноста. кажам ќе пуштам коса, мика ти не си нормален. Што ти текна? Те мам на втор пубертет, викам Тоа да. е.
Добро. Некој може да си пушти коса, некој не може. Тоа е исто Да, така. има Добро. варијанти. Имаш. Сега, ќе дојде синьорита мистериоза. Сега ќе биде јакото, значи жестокото. Но пред да Значи дојде, ние бегаме сега. не бегате, вие она мистериоза. Да, така. Ајде, девојче, влегува, идеме на економско-пропагандни пораки. И се вративме овој пат, значи составот е проширен, таму ми е синьорита мистериоза, вака што сте, значи, заградени, тоа значи нема бегање. Концепцуално. Браво. Доста ги плаши Снежа. Како ти изгледаше разговорот со нив? Ајде, слушам, коментирај. Катастрофа. Зошто? Катастрофа. Прво, гуртна да не знаат дека не спаѓа во таа група, па јас од таму довикував, ама не ме слушна. Добро. Па мите Боже да треба гума да сменат. Па, дали знаат барем дека гуртна иде со добош и дека плочки идат со дискови? Вау. Добро. Тоа на чат GPT ми проверија. Да би сте се спремили. Доста Не, не разлучено со делови за камиони, затоа ги знам тие работи. Добро, ја немам работено и не знам. Ама тоа е пак машка по машка работа. Ајде филтер. Факт е се сложам, меѓутоа ако не се разбира, мажот нели си има кај да се јави се, ако треба он да заработува и Фала ти за овој автомеханичар и момент на водовоđа, не може просветлување во во живот. На сонда ми дојдеше дека со инфлуенсерка ќе правам по емисија за гуртна Чекај, муаве. не, гуртна, ама Ако после не, одам да се истетовирам после шоу да го запамтам гуртна не овој знам. момент. Ама Виктор Гуртна Гуртна, добош ама ми беше поишо и шифон го. Тиксно глицерин ќе купам полкило. Добро. Земи си филтер. И разидувањето беше и во однос на тоа кој е домаќин. Дома беше низиниот одговор дека жената е домаќин дома. Зошто не Не, објасни? рече дека жената е апсолутен маж. Да, Сама себе Во денешно побила ни време. горете. Така Ја ли? поддржуваме за да не биде дека сме шовинисти. Добро. Добро. Твојот коментар е? На неговиот одговор сега мојот коментар. Да. Фала на поддршката. Ете, било ми. Ќе беше убаво да се докаже спротивното, ама не и сајде. Фала за поддршката. Ќе беше убаво и есента да дојде покасно, но Тука некаде беше најжестока дискусијата во однос на тоа дека нели не треба да и се дозволи, не да не и се дозволи, туку жената доколку нели мажот ја обезбеди се да речеме или доколку таа е обезбедена дека би ја здисала, би се здосадило и дека нели Важи. А? Не, во никој случај, ако е жената презадоволена, анксиозна ќе биде. Не, тоа е така, можда немаш искуство со тоа. Пошто тоа така си да наши апетитите растат. Тоа важи и за мажите и за Ќе ги жените да не би... задоволиш апетитите. Па добро, до кога? ние жените ве да ги Знаеш како? видете се. Тие границите вака како се тргат сега довде, довде и кога ќе стигне све има и нема што и лекарства. И тоа е. Па не мислам дека Па, од тоа е задоволување така. на апетитите да се доаѓа до степен на анксиозност, баш Од тоа, напротив. Не, па од клас. Жената најпросто влегува кажано, здрава патија во една досада. врска и само единствен кривец тука веројатно би бил мажот што може да ја донесе до степен на анксиозност. Филип, ова во брачна заедница се вика вторник. Обичен ден. Ова Не е пред ништо тие не спектакуларно, стига, значи знаеш, ова се викат се Чутиш, којдевија. да, и Ме разбираш? Уште еден момент беше за во однос на готвењето, значи сегашниве генерации на жени, на девојки, значи го одбиваат тоа да го работат. Се согласуваш дека тоа е значи Работа на вештина? жената? Па тоа е наметнато од општеството, но дека е вештина која што жената треба да ја поседува и не, дека не е тоа понижување да сготви жената. Не е воопшто понижување да направиш ручек дома, меѓутоа да земеме во обзир дека во денешно време и жената работи паралелно оноку колку што работи мажот. И малку е неблагодарно од страна на мажот да очекува од жената да работи и да биде домаќинка дома и да му готви ручек секој ден. Застани тука. А нашите родители, мајка ми исто одела на работа. Но секогаш готвела и секогаш имала дома сготвено. Тогаш каде е проблемот? Па не знам, може би побрз живот живееме сега, може би, не знам, стварно не знам, работи.
Исто иделе на работа, да. Па Да, исто, се ама прави не на е лично. општество. Дури потешко живееле, јас се сеќавам мајка ми идеше со 2 автобуси, се враќаше у 5, правеше ручек уште вечерта за сабајлето да го другиот ден да така. го згрееме, да имаме што да јадеме. Да. Сакам И сега имаме све, а сите кукаме нешто се Немаше овако, Инстаграм. мислам. Не беа информирани. Ја дека мислам можело и дека вака. станавме големи лигуши сите како мислам Така, како така. и мажи и жени, све се извитопери, све е нешто на социјалниве мрежи што ги извитоперуваат, работиве, секој брка лајкови, брка коментари наместо да го живее реалниот живот и затоа мислам дека границите на луѓето и очекувањата им се пореметуваат баш поради тоа што е наметнато на демек тој перфектен живот кој што се така. Лажен живот. да, апсолутно. Некако многу повеќе сакаме да уживаме во комфорот, нели, кој се ќе станува една вечер да готви на пример или кој што, нели, дај си имам да си изгледам серија, тука ми е Да. Netflixот, отколку нели да се сготви, така да Па мислам сменото дека е А не цело дека е нешто општество. страшно. така, Пример, јас би сакала зашто не. Ја не би ни идела ни на работа ако немам потреба. Ќе готвам цел ден дома. И нема да станам Рецепти со анксиозна. протеини, со лебови без лебови, со се што е потребно. Глутен или без? Звучи како понуда. Затоа таму си седна. Не знаев дека се рекламите во моментот. Интереска. Не, муабет Кој на кого му е реклама беше муавето? Значи дали поголема реклама е жената за Значи, мажот? ќе додај на мистериозниот никнейм на имејло, ќе додај како беше синьорина? Како беше точно? Моја партија е- Синьорита? Синьорита Фламбе. Вас не ве прашав, че ќе ги прашам во однос на тоа што бараат денешниве жени готов производ или проект. Што мислите вие денешниве жени што бараат? Готов производ или проект од маж? Не знам, зависи кој Ја жени. мислам сите од секого бараат готов проект. Готов проект. Готов производ. Готов Епа како производ. сега ги кажеш? Не, дали бараат проект, тоа значи дека Не, не не, сами готов ќе- производ. Готов Не. производ бараат. Па и ти од жената која би барал, ја бараш готов производ. Еве, ама сењорита кажа дека Во Охрид поминвити проект. Зашо уште да не е ископано скапе квадратот. Па бога ми, Значи, инвестицијата од старт е хардкор, така да и да не се погоди, ќе поќутиш малку. Добро, пошто нарече дека бараат најчесто проект кој што нели Да, ќе си го дел во моделираат денешно по време. собствените желби и критериуми и Па така добро натаму. се, не може генерално за сите, нели? Па е различно. Мнозинството. Па не знам жените што бараат, искрено. Да не е на А наша мислам дека страна, повеќето дечко. и они не знаат, тоа е уште поголемиот проблем. Па, сењорита, ако таков е ставот дека се бара проект, па после ќе си го моделира како што сака, не бара маш пластелин, ба. Ама тоа не е мој После ќе став. се жали мек дека бил. кажа ова за Браво, брату, браво. Ама тоа знам не беше како мој да- став, Никола, тоа беше гледиште на денешниве жени. Ама кај направивте анкета во Рисонце златно. Не, Ова е ама како оно да што речиш го група гледам, а јас научници ја тврда. ви кажав Кој се мојата тие става во џарам? преска. Ама види, зошто? Мислам, немам против, јас само вака Значи ќе се работа запознае. ми е да вече. забележувам што се Значи ќе се запознае девојка со дечкото и нели он е готов производ, таков е. Нели и после ќе почне, ќе се жали, па ќе вика бе знаеш што ова вака. Ама тоа не ова е прави, маж се. ова прави. Мислам се жали и по другарки дека нели ова правело, она правела, ама ако си го засакала таков, значи не треба да го моделираш, така ли? А она би да го менја. Епа, нели заеднички е градењето на куќата, темелот плюс циглите прават куќа, а не Ама некои мажи не се доизградени кој ме крив, целосно. нека цркне. Добро. И прашањето беше, нема. ако жената сама заработува, сама вози, сама одлучува за што и треба мажот, одговори сењорита, вие Што беше одговорот, не се сеќавам. кажи сењорита. За ништо рече. Па не, ама Не тоа не треба е... мажот за ништо. На жената. Така Не нешто знам, кажа. Јас одговорив еднаш, требаше да слушате, наместо стири да ме Не, пугате. за ништо дека не е требал. Ама реално После ја тоа не кажав биди сакал реалноста. жена што го прави све тоа, пошто не е жена. Ако го прави све тоа и мажот нема да биде маж ако има таква жена. Нема да биде маж едноставно. Не е точно дека Зошто? на жената мажот не и треба за ништо. Не, па тоа е Многу пати се има феминистичко- случајно во семејство кај што е жената доминантна апсолутно, добро ситуирана, топ изгледа, водолија е во хороскоп, до толку е совршена и пак на крајот во еден светол ден ќе речи Злато, ќе можеш да ми го подаеш пешкирот?
Многу убаво кажа. А? Се замисливте? Ја мислам ова на филм само го има. Ако е представа. романтична комедија животот. Да ви давам подароци? Ајде да ви давам подароци, затоа што бевте супер соговорници, ви благодарам. Ајде прво винцето што го пиевте. Значи станушина, ќе си однесете дома, значи за Харчев винарија, одлично е. Имате кашкавалче, сиренце од Осоговски млечни производи, значи топ ќе ви дојде. Ова да го значи, пренесам дома. вака. Не, ова е за тебе, сите вие имате. Сега ми се насмеавте на влошките, ама знаете ли колку е битно да знаете, да одберете соодветни влошки. Не знаеме колку е битно, ама предпоставуваме дека е многу битно. Ето, така битно е. Бела пац. Значи за вас имаме витамини. Овие за разлика од цигари задржаа стандард уште по 20 ги пакуваат. И Снежа, јас имам нешто за тебе, од мене и од моите джентлмени тука. Ке сакате, ве молам само подарок. Заеднички Поклон. Морам да ги извадам во 90. заеднички поклон? Да, се надевам дека ќе ти се допадне. Чекај да видам што е ова. Да, значи, тоа е да ми кажете, колку поклони треба мажот да дава на жена? Секој ден. Обрати му се на Филип. Филип, секој ден. Секој ден. Па ќе ја разгалиш. Сама малку принцеза, малку лавица. Браво! Значи прекрасно е, благодарам и на Блинг Блинг, значи точно Не го мислевме, размислувавме како да. Да, многу ми помогна, морам да признам. Да, фала. Фичо го гравираше. Подено, да. Добро, значи последните прашања. 2. Каде нели може да се најдат тие урбани домаќини? Значи дали ги има на LinkedIn, дали ги има во теретана, дали ги има, не знам, на искачање или последното е дали тие се наоѓаат секаде околу нас, само жените треба само убаво да ги отварат очите. И малце да го отворат умот. Па мислам дека е дефицитарно тоа и дека потешко се наоѓа, искрено. Така. Да. Чекај, ајде каде он издиша. Сакам да речам дамата, ама или Ако не нема важи за проблем. неа Ќе прашање. оно на крај ќе одговори. Аха, ајде. добро. Каде се крие? Каде ги има мажите? Домаќиниве, сегашниве домаќини. Многу тажно некако ќе. Треба и таква музичка тажна да ја чемери со ја. И може да си легне на Дојде да излезам на балкон и да викнам. Ама Филип! О, кај сте? Ама Филип така почна, од Така рече дека дека е пати, дефицитарно. Секаде се. Реално е од Јас видов дефицита. четворица во оваа просторија минимум. Урбани домакини, ама како масони се кријат. Добро. Паметно. За да не трчат многу по нив. Пошто како ќе постигнат. Може да ги излажат. Тоа е за друга емисија е лашката. Да. Каде може да се најде? На секаде, ама искрено мислам дека стварно има помал број во однос на порано колку што имало и да и жените треба и да ги отворат очите, па и треба да им дадат шанса на мажите, пошто и у старт и кога мажот пробува да ја покаже нешто, жените се у старт за разлика од порано многу повеќе ги одбиваат мажите и на некој начин одредени мажи немаат храброст и ме уништуваат целата самодоверба. И тоа игра голема улога. И затоа тие жени кои што преска не одговорив на тоа прашање, кои што сакаат своји проекти или да ги менуваат мажите се до тоа. Тоа е, мислам дека поради тоа првен што нема доволно такви мажи, има жени кои што стварно сакаат на некој начин да си направат совршен маж, ама има и жени кои што тоа ги храни на некој начин да си прават свој на некој начин тип на маж кој што кога ќе го оствари тоа на крај го баталува и си иде со следен. Тоа е моје мислење, пошто сум видел доста примери од. И тоа е реалност, Да. на вистина е така. Да, се согласуваме со нената. Да, до некаде. Мислам дека треба да не трагаме по совршенство, затоа што нема прецизна и точна дефиниција на како тоа изгледа урбан домаќин и кои карактеристики ги има. Мислам дека треба малку да ја согледаме реалноста од наша и од машката страна и едноставно да најдеме некој со кој што душевно, спиритуално се поврзуваш и
рамо до рамо ќе тераш во животот, да не Се погодија, пробуваме гледаш мисијата како се погодија? да не пробуваме во секој маж да ја најдеме совршенство. Не може, не постои затоа што сите учени ли гледаат различно и не сите девојки имаат еднакви исти очекувања и слика како тоа треба да изгледа. Па и убаво е да не е совршен. Па нели? Апсолутно. Никој не е Па совршенство, не не постои. ништо да му фали, нешто, стално можеш да му кажеш е ова. Па нека ти симпатично кога му фали нешто. Онака без зупи да е, браво. Дај нас јас. Онака пјука низ зупчето. Автентично е. Така. Само уште ова да не заборавам, Минфинтек групацијата, тоа морам да кажам, дека имаат Минт апликација, значи тркало на среќата, можете да си ја симнете, и со тебе ќе изиграме и сите вие, значи може да изиграте, имаат многу интересни награди, така да видам колку си среќен, така викаат, ако имаш среќа во љубовта, во ова немаш. Океј, што треба да направам сега? Сврти го тркалцето. Ово најава да ќе изгубиш, брат. Ајде. Не розево сакам да ми се падне. Тиркис. Шо вика? Уште ништо. На средина састана. Не бе. Кебе! Дајте го кебето! Покри се. Да се покриеш Време е за мечето мушко. Фрли ми го кебето, да. Да. Пази се кој ќе го пати. Како бебенце го зема. Кебето. Комшија ми беше, Данчо Целески ми беше комшија на времето, затоа Ќе вака. добиете и ваучер од хипербарната комора. Можете да дојдете, да си одморите саат време, да поуживате, да дишете чист кислород. Прекрасно. Значи, и отвара мозочни кели, значи, многу Познато ми е, се занимавам со нуркање. Така, ете, знаеш што е, Убаво. така да знаеш. Ова е Само што не знаме зошто кебево е со подвезици. Стила мистери. добро. Фала ви, момци, најмногу. Фала ти и тебе. Се надевам дека можеби разбранувавме некакви мисли, можеби направивме... Секако. Да, предизвикавме некои коментари. Во секој случај, заклучокот е да се отворат очите и да се работи на зголемување на тоа урбани домаќини да не бидат по дефицит. Работете, момци, у теретана! Радимо. Фала ви. Се гледаме следната недела. Фала за Поздрав. поканата.